За сега би рекол не назадуваме, но на добар пат сме да почнеме да доцнеме, доколку наитно не почне да работи собранието и да се поднесат од страна на Министерството законите. Особено тоа ќе ни се одрази врз перформансот од аспект на обврските што ги имаме во реформската агенда и планот за раст, со што се поврзани многу финансиски средства, меѓутоа пред се тие се реформи за нашата држава и нејзината поголема функционалност и демократичност. Во прв план, често тоа го истакнувам, и јас и нашиот сектор, но и меѓународната заедница, се игнорира и понатаму Законот за висока раководна служба. Тоа е закон кој што треба да го намали влијанието на политичките партии при именувањето на јавни функционери, значи во работувањето во јавната администрација и контролата врз административците на земјата, со што би требало да се обезбеди поквалитетна, попрофесионална услуга, и апелирам уште еднаш, тој закон одамна требаше да се донесе, иако сме земале обврска, се уште не се става на дневен ред, и некако се игнорира, некако тешко партиите се откажуваат од нешто што порано или показно мора да го направиме, а секако е во интерес на земјата.